Дали сте останале еден месец без чиста вода за пиење? Од утре во собранието почнува комисиската расправа по измените на Законот за концесии и јавно-приватни партнерства и Законот за минерални суровини. Пратениците од Левица поднесовме 1000 амандмани за да го свртиме вниманието на јавноста кон системскиот грабеж кој се случува на нашите природни богатства. Пред 2 месеци во Струга се случи екоцид и 50.000 жители останаа без вода за пиење. Причината – незаконски ископ на 2 каменоломи кои со години копале во самиот извор на градот без ниту една институција да го забележи ваквото нелегално дејствие. Односно, нашите институции немаат никаков капацитет да вршат контрола и надзор врз безредието кое го вршат и постоечките концесионери. После ваквата хаварија, наместо пратениците да поднесат измени со кои ќе се зголеми надзорот врз концесиите и концесионерите, тие поднесуваат измени во скратена постапка, без јавна расправа, со кои уште полесно ќе биде доделувањето на концесиите на оние кои ги експлоатираат нашите природни богатства. Дали пратениците останале еден месец без чиста вода за пиење за да ги сватат последиците од своите одлуки? Ревизорските извештаи покажуваат скандалозни податоци. Државата наплатила само 1% од експлоатацијата на нашиот познат Прилепски мермер. Односно, државата наплатила 1.700.000 евра од концесионерите кои патем оствариле профит од 170 милиони евра. Или за туѓи бели дворови, власта на народот му копа црни гробови. И ваквиот грабеж на нашите природни богатства ќе продолжи, доколку пратениците одлучат повторно да гласаат за закон кој е од интерес само за бизнисмените, додека нас ни се случуваат хавари во кои 50.000 жители остануваат без чиста вода за пиење.